Македонија доби исклучително позитивен извештај. Веројатно најдобар извештај кој до сега сме го имале, крунисан со чиста и безусловна препорака. Дозволете во оваа видео обраќање само на кратко да посечам на 3 клучни позиции што ја отсликуваат суштината на овој извештај. Прво, политичките критериуми. Македонија во споредба со останатите земји од Западниот Балкан оствари најголем напредок, што директно ја рефлектира успешната имплементација на планот 369 и тоа особено квалитетот на имплементација на реформите во една транспарентна и инклузивна постапка. Второ, стабилизирањето на политичката криза покажува добри резултати и во останатите области. Например, во споредба со регионот, Македонија има добиена највисока оценка и за подготвеноста за членство според економските критериуми. Тоа значи дека нашата индустрија, нашите услуги, нашите производи се приближуваат до стандардите со кои ќе станат конкурентни на европскиот пазар. И на крајот, дозволете да укажам на уште еден многу важен податок кој што и во минатото постојано го повторував, а кој Европската комисија го потврди во извештајот. А тоа е фактот што Македонија во имплементација на така нареченото АКИ или усогласувањето на законодавството и институциите со оние на Европската Унија е рамо до рамо со така наречените земји предводнички, Србија и Црна Гора, кои веќе подолго време се во фаза на преговори. Овој податок покажува дека доколку добиеме шанса за преговори и при тоа испорачаме резултати, имаме подеднаква шанса за 2025 година. Почитувани пријатели, ова е голем успех за Македонија. Продолжуваме понатаму.